Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван представник од Министерството. Се придружувам кон дискусиите на моите колеги Стојановски и Петрушевски. И јас повеќе ќе зборувам за оно од каде што доаѓам, тоа е од Струга и за состојбите во Струга околу јавната чистота. Добро е да има намалување на глобите, како што каже и колегата, но тука се поставува едно прашање дали со ова намалување на глобите ќе имаме зголемување на прекршоците, зголемување на, злоупотреба на овој закон. Затоа што во Струга и со вака високи глоби никнуваат диви депонии, расфрлање на отпад секаде, така да не знам дали со намалувањето ние ќе му дадеме на граѓаните ето така да се покомотни во сето тоа што се случува, та настрана од тоа што во Струга ние се бориме и со една дива депонија која што се користи како легална, меѓутоа е дива и депонија која што го труе градот, ги труе Стружани и никако да се реши. Тоа беше ветување на СДСМ пред изборите 2016, па и на сите понатамошни избори. Истото ветување се продолжува дека таа депонија ќе се дислоцира и ќе се реши еднаш за секоја што е проблем, но од тоа ветување немаме ништо. Да се надоврзам и околу состојбата со снегот, носењето на овој предлог закон, изменување на овој предлог закон се поклопи со состојбата со врнежите од снег и ова што се случува во овие 2 дена е доказ дека не функционира ни општините, ни Македонија пат на нивото што е потребно за функционирање и да одговорат на потребите на граѓаните со чистење на улиците, тротоарите, јавните површини, затоа што тоа е за гарантирано право на сите граѓани да имаат чисти и проводни и улици и тротоари. А од друга страна гледаме дека се исплаќаат од страна на општините на тие што се задолжени за чистење на снегот, се исплаќаат милионски суми средства, но од реализацијата гледаме дека немаме ништо. Кога ќе падне снегот, тогаш на сите ние е јасно тоа. Ние во Струга сме навикнати на нечистење на улици, затоа што во Струга имаме една парола што долги години се провлекува, тоа е Господ го даде, Господ ќе го зреми снегот, така да таа парола се преслика оваа година во целата држава и во сите општини. Доаѓајќи навака јас, не е само во општините, туку и регионалните и магистралните патишта се слабо чистиени и нема доволно фрлано сол и песок. Сето ова на крај ќе резултира со зголемени сообраќајни несреќи, зголемени повреди на граѓаните, кои што понатака во одредени судски постапки ќе ја тужат општината и ќе нормално за оштета и сите тие трошоци пак ќе треба да ги платат граѓаните од преку плаќање на даноците и комунални такси кон општините. Заради тоа апелирам до сите да се води сметка и што подобро и по квалитетно да се чистат улиците. Ви благодарам.